Слушатели на македонската радио програма 3 пати Z од Мелбурн. Денес се наоѓам во канцеларијата на неговото високо преосвещенство, митрополитот Вардарски, господин Агатангел. Ваше високо преосвещенство, добар ден и драго ми е што сум ваш гостин во вашата канцеларија овде. А исто така драго ми е што се сретнувам со една личност која се знаеме повеќе од 36-7 години. Така е, да. Сакам да ве запрашам за вашето работење, црквување со македонците во Австралија, бидејќи таму јас ве запознав и тоа ќе биде првото прашање. Благодарам на посетата. Благодарам што после 4 години се гледаме повторно и благодарам што одвоихте време да ја посетите мојата скромност. Добар ден на сите слушатели на радиото 3 пати Z. Ова радио се формира, јас бев тогаш свештеник во црквата Свети Никола и се сеќавам на неговото формирање и на неговиот почеток. И драго ми е што толку години остојува уште и се радувам што гласот на македонскиот народ, гласот на македонскиот спикер, нашиот македонски јазик прозвучува уште низ македонските радија во нашата далечна Австралија, каде голем број наши браќа и сестри македонци, македонки и македончиња одлучиле да го живеат својот живот, но повторно се враќаат од татковината, бидејќи натрешноста, срцето и душата бараат да ги посетат корените на нивните дедовци, на нивните татковци. И ме радува тоа што навистина голем број, нарочито во летните периоди во нашава прекрасна света македонска земја, голем број од Австралија, од Америка, од Европа ги посетуваат нивните дедовски огништа. Ваше високо преосвещенство, вие бевте долги години во Австралија, оставихте зад себе многу убави дела кои се во сеќавање на македонските православни верници во Австралија. Тежок беше мојот пат во австралиската епархија. Почнав од север, од Квинсленд, од Бризбан, каде има многу малку наша емиграција, наши македонци, мала црковна општина и навистина беше многу тешко во тие почетоци, бидејќи кога отидов таму црквата беше многу задолжена, само што беше купена црквата посветена на рождество на Пресвета Богородица и навистина беше многу тешко да се живее. Но благодарение на митрополитот Тимотеј, кога дојде во канонска визитација и ги виде моите услови каде живеам, човекот навистина се застрами што еден негов свештеник во такви услови живее со 2 мали дечиња и одлучи да ме префрли во Мелбурн, во Спрингвал. И таму беше тешко, но Свети Димитрија. Во Свети Димитрија црквата, и таму има кредит земено голем, така, но некако се успеа, обстанавме и после, пак благодарение на владиката Тимотеј, не префрли после Никола во Престон, каде тоа беше голема црковна општина, многу македонци народ. И се трудев секогаш да бидам свештеник на мојот македонски народ, свештеник кој искрено му се предал на Бога, на мојата македонска црква и на мојот македонски народ. Сега ми доаѓа една мисла дека слободното време го поминувавме кај Панко,
во Канцеларија. канцеларијата каде За печатење, се да. печатеше Весникот Македонија. Македонија. И така да јас тогаш бев многу млад и многу работи ги учев од Панко, од Бог да го прости Ристо Алтин, Ванчо Неделковски, Васил Мојанов, вред други, Миле Панов, Ѓорѓи Писевски. Писевски и така натака, тие ни беа како родители едноставно и многу научивме и национално, не воспитувава, не утврдувава во националното битие, националното размислување и се гордев на некој од прес како разговараме ви кажав дека Чичко Алтин ми беше задоволство да го слушам кога говори, така, он говореше од длабочината на својата душа, од длабочината на своето срце. Беше голем оратор и му се восхитував, да ви кажам, наискрено. Така, јас ве запознав на еден состанок каде што се заеднички обединети бевме и црковните општини и организациите пред демонстрацијата 92 година и ви дадов еден текст од еден мој научен труд, првата генерација македонци, интеграција или асимилација, вие да ми го коригирате и така нашето пријателство уште од тогаш што и порано датира. Да, добро, јас си спомнувам на тебе уште 87-88 година се сретнувавме на тие состаноци кога требаше да се одржува некое епархиско собрание, па тогаш се договаравме со игралните групи да настапа сите игрални групи од црковните општини, да се собере, да го повикаме народот, дечињата да се запознаат. Јас се сеќавам, дворовите беа полни кога децата вежбаа фолклор, дворовите беа полни со деца, исполнети со радост. Секоја црковна општина си имаше македонско училиште сабота и недела. И така натака. Сега не знам каква е состојбата, но се спомнувам и на книгата што ми ја дадовте, но си спомнувам за еден многу убав настан, што морам да го кажам тоа, пак настанот е поврзан со Чичко Алтин, Васил Мојанов, Ванчо Неделковски. Први ние протестиравме на улицата, како се каже? Јанг Стрит. Не, на Јанг Стрит, на Викторија. Викторија Парај. На Викторија, Да, а после една недела протестираа грците. така. И Комши тука да, со црквите. да, го следиме директниот пренос во центарот македонски наш во Епинг. И таму беа овие луѓе што ги спомнав и Чичко Ристо стана како што одеше народот. Не бе, како се викаш улица во центар на градот. Права една долга улица, не ми текно се Па повеќе се. 30 години во Може центар да на е градот. Латроп, може да е улицата, може да е Свонсон Стрит. Добро. Не, ни важно, Добро. не, да. И само што велеа, оној човек е македонец со тоа село, оној е македонец со тоа село, оној е македонец тоа. И ги вика ова се јаничарите. Да, ова сериозно ви го кажувам. Така. Значи, не дојда на нашите македонски протести, кога ние македонците се организиравме против грците, отидова на грците кога протестираа против нас. А бидејќи они се знаат, беа од Беломорска Македонија сите луѓе. И од деца се знаат, они знаат кој кога дошол Така. во Австралија и така натака. Да. Си ја знаат својата судбина, своите маки, своите Да. страдања. И реков, навистина со овие луѓе треба човек да учи од нив, да созрeva со нив. И јас им благодарам многу и навистина од тие луѓе многу научив и еве горд сум што ги познавам тие луѓе и што така на некој начин бил учители кој што сака нека размислува за нив, но јас си го кажам своето мислење.
Така, и моето мислење за вас е исто, бидејќи и јас учев од вас, бидејќи вие бевте со искуство и црковно и национално. Така е, да. Вие бевте гласник, зборувавте и тогаш, меѓутоа зборувате и сега. Да. Значи, нашето пријателство еве трае повеќе од 35-6 години. Да. Секогаш сме биле заедно на исто становиште, со исти погледи, со исти застапувања кон национално црковните интереси на македонскиот народ. Вие како говорник и црковен и народен, еве и сега често пати вие излегувате на состаноци помеѓу македонскиот народ, верниците, за она што се сторе предавството на македонското историско име, тоа вие не го прифаќате. Видете вака, ние сме столчен народ, како што вели покојниот Блаже Коневски, академикот. Столчен народ, затоа што нашите македонци не предадува, не изиграва, не измамива, не понижива како народ. Тек сега на некој му текнува дека погрешиле што го смениле името пред 2-3 дена. Председателот на државата излезе дека ете ние сменивме од Република Македонија во Северна Македонија, што не ни сакам да го спомнам тоа име, бидејќи мене ми пречи, а верувам дека на 80% од народот македонски му пречи и уште не сме членови на Европската унија и прашање дали ќе бидеме. Но, јас верувам, јас можеби нема да доживеам, бидејќи веќе годините си минуваат, но има генерации, бидејќи ги следам сите политички настани, емисии, контактни емисии од аналитичари во нашава држава, на нашите национални и приватни телевизии, што се има деца млади кои на вистина си ја сакаат оваа земја и не сакаат да напуштат и добро се подковани како правници. Има деца во Америка, има деца во Австралија, има деца низ Европа. И тие деца доаѓаат овде и изборуваат на нашите телевизии и велат дека можност има за да се врати името назад. Може би ќе претрпиме година-две некоја мака, некои страданија, некој ембарга и така натака. Искушенија. Да, но достоинството треба да си го вратиме. Многу е важно достоинството. Што ќе ти е богатството ако ти немаш достоинство како човек? Немаш достоинство. Доста нашите дедовци и прадедовци оделе со наведната глава, никогаш не го виделе ни звездите, ни небото, ни сонцето. Цел живот камшикот им бил удиран по грбот и тие не смееле главата да навидат. За ние сега во 21 век да не можеме со гордо дигната глава да се кажеме дека сме македонци, дека живееме, зборуваме македонски, живееме македонски, имаме наши цркви, имаме наши културни институции, политички институции, имаме се што Бог, една држава треба да има Бог, ние дали тоа го имаме, но немаме едно, што е најважно, немаме единство. Мора да се потрудиме и да најдеме начин. Партиите си се партии, партиите можат да се борат за социјални, економски, здравствени, политички проблеми, но националното прашање, името, јазикот, историјата, нашите македонски древни обичаи, црквата македонска која е столб и тврдина на македонската држава, треба да се стават црвени линии. Ние ставивме црвени линии, имаше црвени линии ставено во парламентот, но никој не ги почитува тие црвени линии. Јас не сум против мултикултурното живење, бидејќи сум живеел во една мултикултурна земја како што е Австралија и јас сум навикнат овде во нашава држава да живееме така мултикултурно, но
Сите што живеат во Австралија, си ја сакаат Австралија. почитуваат. Ги почитуваат законите, говорат англиски, не бараат, се знае кога може да си има училиште, ти имаш училиште, сабота, недела, на И во португалски, редовните на има, грцки, да. на српски, на хрватски, на сите јазици, тамо ги имат над 150, може и повеќе Не, не, јазици. 235. 235 јазици, Да. видите? Тоа треба и кај нас. Оние браќа кои не ја чувствуваат оваа земја, За своја. дека е своја, да сакаат, да ги почитуваат законите. Ова го мислам за албанците. Они еден албанец не слушнав да одбрани Македонија, да не одбрани, да речат чекаме, ние заедно живееме тука. Нашите дедовци, прадедовци заедно живееле на овие простори. Ние осма оваа држава, немаме друго. Они имаат, но ние македонците немаме. Они го имаат Косово, имаат Албанија, но ние немаме. Ако сакаа соживо со нас, тие луѓе треба да не почитуваат, затоа се им е дадено до оваа држава. Се им е дадено. Јас не верувам дека има во светот некој народ да им е дадено она што им е дадено на нив. И за тоа требаат малку почит да имаат код нас, македонците, и да не поддржат во овие тешки и страдални денови. Само тие спомнува Северна Македонија, Северна Македонија. Еве сега ме радува што и некои од новинарите веќе не спомнуваа Северна Македонија. Или Македонија или Република Македонија. Значи се свестива и луѓето, и политичари некои не ги слушам дека, кога ги слушам, не вела Северна Македонија, до вчера велеа Северна Македонија, сега не велат. Значи ја видова лагата на Европа, дека многу тешко ние можеме да влеземе во таа европска заедница и да бидеме членови на тој европски клуб и така натака. Да, тоа трае од 1878 година до денес. Да, и мислам и ќе трае, и затоа ве молам, драги мои македонци, каде и да сте во светот, дајте да си пружиме рака и да бидеме единствени во мислите, во срцето, во душата, за да се сочуваме нашата македонска земја, вашата прадедовска земја и ваша земја, бидејќи сите ја посетувате, сите ја сакате, сите се радувате кога ќе дојдете овдека, си спомнувате за вашите детски денови, за вашите младички денови и радоста, јас бидејќи многу луѓе од диаспората доаѓаат кај мене, разговараме и кога ќе ги погледнам во очите, ја гледам нивната радост, што се дојдени во Македонија, што се виште со братот, со сестрата, со комшијата, со пријателот, и тоа ме радува мене многу. А ме радува што и млади деца, млади луѓе, што се спремни, кои учат на универзитети во светот и ни даваат можности, ни даваат сигнали и надеж дека името можеме достоинствено си го вратиме назад. Така. На крајот, ваше високо преосвещенство, уште да слушниме, ако може, порака ваша до нас во Австралија. Драги браќа и сестри, македонци, македонки, македончиња, драги свештеници во Австралија, би сакал прво да се утврдите во верата Христова, да не се откажувате од Христос, од Мајката Божја, од тие светињи што ги изградивте тамо и се гордеете со нив. Да си ја сакате земјата во која живеете, да ја почитувате и да си ја сакате својата матична земја, тоа е нашата Македонија. Сакајте ја од длабочината на вашата душа, од чистотата на вашето срце, од бистрината на вашиот ум. Само така ќе можеме да си го сочуваме јазикот, нацијата, културата, црквата која е столб и тврдина. И во вашата заедница црквата е тврдина, столб и тврдина, бидејќи постарите луѓе кои ги формираат црковните општини, они знаат што прават, бидејќи ако не беше црквата, немаше како квачка да ги собере своите пириња
околу нејзе. Црквата го собра целиот македонски народ и еве сега се гордееме со тоа што го имаме направено, но треба и да го чуваме. Чувајте го како зеница во окото. Бог да ве благослови, вашите семејства, вашите роднини, пријатели и целиот македонски род и целиот православен христијански народ. Да сте ми живи и здрави. Почитувани слушатели на Македонската радио програма, разговор водевме со неговото високо преосвещенство господинот Агатангел, владика по Вардарски, овде со седиште во Велес. Ваше високо преосвещенство, ви благодарам на времето и овие зборови, односно вашите мисли и упатства кои ги дадовте за македонскиот народ овде и исто така во иселеништвото. Благодарам и јас. Благодарам што беше мој гостин и кога ќе се вратиш, поздрав до сите наши македонци. Ви благодарам. Господ здравје.